Здраво, дечки, Атанас тука од Наука за сите. Си реков, одамна не сум направил некој видео, ваков некој скринкаст во однос на како тоа се користи Excelот на креативни начини. Па реков денеска да ви покажам едно видео, односно да ви покажам начин во Excel на кој што можете да генерирате рандом пасворди. Нели знаеме дека денеска сигурноста на интернет е многу важна работа и генерирањето на пасворди по рандом и произволен начин е навистина тешко. Овие пасворди може би тешко се помнат, но затоа се навистина многу сигурни и многу корисни во овој случај. На кој начин може ова да го направиме? Значи сега ќе користиме 4 формули кои што примерно ќе ни создаваат рандом генерирани знаци. И подоцна идејата е тие рандом генерирани знаци од овие 4 формули да ги собереме во една линија, значи во еден збор кој што на крајот ќе ни биде нели пасвордот во полето D. И сега првата формула која што ќе ја користиме веќе би требало да ви биде позната, сме ја користеле во некој од претходните лекции, мислам. Тоа е формулата rand between и тука во заграда ставаме 0 до 9. Значи практично оваа формула вели дека произволно генерира број од 0 до 9. Тоа е, значи нема некоја голема филозофија во оваа формула. И сега следнава формула, значи работи на истиот принцип, односно произволно генерира одреден символ, но тоа не е број, туку е голема буква, како што може да видите во објаснувањето во колона Б. Слично, значи формулата во А4 генерира по случајен избор мала буква и формулата во полето А5 генерира символ. Значи нашиот пасворд во суштина ќе се состои од бројка, голема буква, мала буква и символ. И се разбира, за да ја зголемиме комплексноста, за сега имаме само, нели, како се вика, 4 знака, но минимално повеќето нели интернет прелистувачи, сервиси и така натаму бараат барем минимум 8 знаци и наместо 4 ќе генерираме 8, ќе го дуплицираме тоа. Ајде да видиме како да генерираме произволно знаци. Значи, почнуваме тук, прво ќе копираме формулава, ќе ставиме еднакво, ќе ја пастираме, ќе ја залепиме и притискаме Enter и гледаме дека го генерираше бројот 7. Истото ќе го направиме и со формулата која што генерира голема буква. Видовме дека ја генерираше H и забележувате дека при секоја обнова, при секој рефреш на табеларниот уредувач ќе добиваме нови символи. Тоа е поради рекалкулацијата на табеларниот уредувач, која што ја одвива при секој нов внес на нови податоци. Значи, продолжуваме со генерирањето на мала буква во полето C4 и на крај генерираме со формулата во полето А5 случаен символ. Нека не ве будат овие бројки, овие се одредени кодови во run between, нели формулите, одредени кодови кои што кореспондираат со одреден символ или одредена буква. Истото ова ќе го направиме со тоа што, значи ако сакаме да ни биде подолг пасвордот 8 карактери, ќе го селектираме целиот овој обсект од C2 до C5 и практично со курсорот одиме тука, се претвора во долниот десен агол и се претвора во плюс и повлекуваме надолу или уште 4 полиња и веќе добиваме нова рекалкулирана формула. Значи, инаку рекалкулацијата можете и мануелно да ја предизвикате со тоа што ќе притиснете команд R на Macintosh тастатура или пак мислам дека на Windows е CTRL-R и секој пат, значи со тоа го принудувате табеларниот уредувач да направи рефреш. Барем така е во Google Chrome, односно во Google Sheets. Сега за Excel може да и биде некоја друга нели шорткат комбинација, но ќе се снајдете, ќе изгуглате. И сега го правиме последниот чекор во пасворд, значи сакаме цела оваа колекција
тука од генерирани знаци да ја собереме во еден збор и тоа го правиме со помош на формулата concatenate, мислам дека беше мислам дека вака се спелува. Да. И го селектираме опсегот на знаци, ја затвораме заградата и притискаме Enter и еве го нашиот произволно генериран пасворд од 8 знаци, значи од 8 карактери. Притиснеме секогаш Command R или CTRL-R и видиме и гледаме дека секогаш се рефрешира, односно се обновува пасвордот на овој начин и фактички на вака го добиваме нашиот пасворд генератор кој што е многу корисен за случајно избирање на знаци за пасворд и така натаму, односно за случајно генерирање на пасворди. Се надевам дека оваа кратка лекција многу ќе ви користи. Слободно искористете го овој код во Excel или во Google Sheets и така натаму. Се надевам дека повторно ќе се видиме наскоро во следна прилика. Поздрав!